Езерскиот кеј во Охрид и двете пристаништа, градското и малото кај хотел Палас, ќе добијат нов современ лик. Во тек е изработката на нов проект кој овој пат ќе биде согласно препораките на УНЕСКО со цел да не се наруши автентичноста и природното и културното наследство, најавуваат од Министерството за транспорт и врски. Проектот има за цел уредување на просторот, подобрување на инфраструктурата и создавање пофункционални и естетски решенија за жителите и туристите, без да се наруши препознатливиот изглед на Охрид. Малото пристаниште пред хотелот Палас, кое со години е запуштено, ќе биде целосно ревитализирано во модерен пункт за едрилици и помали пловила, а градското пристаниште ќе се прошири со нов крак, наменет исклучиво за бродовите. Целиот проект предвидува современа инфраструктура, вклучувајќи приклучоци за електрична енергија и еколошки стандарди за снабдување со гориво. Последен пат интервенции на градскиот кеј се правени во 90-тите години, што значи дека преку 30 години ништо не е чепнато. Општината во моментов работи проект, односно работи проектирање. Од наша страна ние работиме во делот на пристаништата и очекувам заеднички да подготвиме еден проект кој што ќе значи целосно партерно уредување на кејот од една страна, од друга страна ставање во функција на пристаништето пред хотелот Палас во дел на полесни и помали пловни објекти од типот на кајчиња, едрилици и останати помали пловни објекти кои што се полесни за управување, додека старото градско пристаниште треба да добие комплетно нов лик со цел тука да се укотвуваат поголеми пловила. За ова разговаравме во Париз кога бевме во посета на УНЕСКО, 4 министри и 2 градоначалници, и можам со задоволство да кажам дека има расположение кај нив заеднички да работиме. Со овие зафати се очекува да се решат долгогодишните проблеми со хаосот во пловниот сообраќај, бидејќи пловилата буквално нема простор каде да се осидруваат, а стануваат се побројни. Во бродскиот регистар во капетанија имаме 3450 и некој пловен објект, пошто таа бројка е менлива секој момент. Се регистрираат нови чамци. Тие се чамци, исто така патентирам, значи на ниво на цела Македонија. Дел од тие чамци има во Грција, има од Дојранско, Преспанско езеро, на рекат на Матка, на дел од тие чамци имат кои што се во употреба, значи таа не се дојдени да се извршат во регистарот на чамци во капетанија. Инаку проекти за изградба на нов кеј Марина се најавуваат уште пред повеќе од една деценија во време на секоја власт и градоначалник, но истите никогаш не добија своја реализација бидејќи од УНЕСКО беа оценувани како штетни за природното и културното наследство. Најновиот проект според властите нема да се коси со препораките и откако ќе биде завршен ќе оди на одобрување во УНЕСКО.